60-годишниот Абдула Абдиев на турски ја опеваше љубовта и маката кон тутунопроизводството. Тој е само еден од производителите во Конче, општина која брои околу 3700 жители според последниот попис, а речиси сите се производители на тутун. Таму нема дом, откаде не се гледа жолтото злато, кое требаше да се доработи и однесе во тобако компаниите. Четворица работиме. За сада имаме 28 декара, ама оваа година, на жалост, многу суша година беше, нема толку. Квалитет има, ама килажа толку ке нема. Лани 4 тона беше оваа година. Може 3 ке излезе, ама точно не знам дали ке излезе. Иначе, тутуно тешко за работа. Секој не може да работи. Треба трактор да имаш, брани да имаш, плугови да имаш, машини да имаш, секакви приклучни машини да имаш, па да работиш. Иначе, секој не може да работи. Тешко да живее само тутун. Мора нешто да имаш од страната или некој вработен од куќето, дополнително да имаш некоја такова, ама што да правиме, немаме друго спас. Децата завршени немат работено. Во Конче, дури 8 компании вршат откуп. Свесни се дека од овој регион излегува најквалитетниот суров тутун. Мештаните пак си го чекаа редот за да им направат проценка на квалитетот на годинашниот род. Смета дека конечно треба да бидат зголемени цените по класи на суровиот тутун. И цените слаби, и класите се слаби. Според тебе, какви цени треба да има тутунот по класи? По класи, најмалку од 6 евра да не е доле. Не знам, према другите како е. Тутуно вај година многу убав, многу здрав. Ама класата не е како што треба. Класата може да видите тутуно, да тоа тутуно тројка. Оди види тутуно. Тоа ние тераме за таа второ. Во падините на планината Серта во југоисточниот дел на државата се наоѓа општина Конче. Совкупно 10 ридско-планински населени места според последниот попис брои околу 3700 жители, каде земјоделието и одгледувањето тутун е најзастапено. Последните години Конче постојано го менува ликот. Се подобрува патната инфраструктура. Се градаат паркови, спортски терени, се со цел да се збогати културно-забавниот живот. Наскоро, таму ќе почне да функционира и детска градинка. Во дворот на општинското основно училиште од неодамна е изградено повеќенаменско спортско игралиште кое што го користат жителите на ова општина. Веднаш овде ќе биде и детската градинка која што треба да профункционира на почетокот на идната година, а на овој простор се гради и спортска сала каде што ќе можат да ја користат и учениците, но и жителите на Конче. Во Конче живеат и македонци и турци, кои меѓусебно се почитуваат од памтивека. Џамијата и црквата Свети Стефан датираат пред многу векови, каде верниците се молат за здравје и благосостојба. Црквата Свети Стефан потекнува од средината на 14 век и представува најстара манастирска црква во земјава. Итно и треба конзервација, бидејќи била градена во периодот на српскиот цар Душан. Манастирот датира од втората половина на 14 век, поточно до 363-4 година. Значи до ден денес спазен онака како што и во момент нели го гледаме у тој дел и он представува манастирска црква. Значи манастирска црква и е во склоп на Инјеско-Кончевска парохија, архиерејско наместништво Радовишко, во склоп на Брегалничката е наша епархија, во која е надлежен или нашиот митрополит Брегалнички господин Иларион. Инаку е сам за себе споменик историски кој е со голема вредност и
потекнува со доста вистините нели приказни исполнети нели од тај дел. Тука се неговата сама нели градба која датира нели од втора половина на 14 век, исклучиво е само нели камен, дрво. Во тај дел во кровната конструкција е некаде во 1980-те години е вршено нели дел на реставрација и во делот на реставрацијата е откриено дека дефинитивно значи манастирот има претрпено 2 опожарувања. Символот на сето тоа е работењето и откривањето на централната купола на самиот манастир, во кој што се најдени остатоците од старите нели кровови од дел на изгоретин, кои се нели од делот на останатите делови нели кои биле опожарени во тој дел. Од тогаш наваму нели од 80-та година наваму значи постојано сме во комуникација со Завод за културно-историски споменици за да можеме да обрнеме повторно негово нели внимание кон самата градба, кон самиот манастир и негово заштитување од забот на времето. И покрај најавите, значи ние сме се уште во исчекување за тој дел, во координација и во разговори списто со општина Конче, знаеш, со нашата надлежна епархија, нашиот митрополит, за да можеме сето тоа да го некако побрзо организираме и тоа да се случи во тој дел. Значи редовно во самиот нели манастир значи ние редовно значи нели ги вршиме нели светите богослужби нели светата литургија, значи имаме целосно црквување во самиот манастир, значи манастирски живот немаме. Манастирот е представува значи и парохиска црква за верниците, значи монашки живот нема тука. Остатоците од стариот манастирски комплекс значи не ни се спазени и запазени, другите пропратни објекти кои ги имаме од манастирските конаци и другите работи, значи веќе ние сме во изградба на обнова во дел на самиот нели конак, за да можеме да спазиме нели еден дел. Инаку немаме записи, сликовито представување или цртежи на целиот манастирски комплекс кој потекнува значи малтане нели од тај дел на втората половина на 14-тиот век. Цркувањето и богослужението не е само центар за верниците кои ни се нели овде во Конче, значи тоа е центар за целата нели општина Конче, па и пошироко познате во целата нели наша македонска православна црква како еден од кој датира еден од постарите, меѓу најстарите нели манастири кои што ги имаме, меѓу другото е познат и општо на нашите балкански простори. Посебно внимание се насочува нели од страна нели на верниците кои ги имаме значи нели и во Србија, имаме нели посета од нив, зашто тука се поврзува со самата негова градба, со самото негово нели изградување уште за времето на цар Душан. Во тој дел кој што дефинитивно тука повлечува една добра историја, еден добар показател и за сето тоа. Меѓу другото, многу малце можеме да покажеме денес кон нашите нели верници од тој дел на историјата, пошто дел од музеите многу имат повлечено и од нашите нели показатели или тие не артефакти, добро може да кажеме артефакти, туку се повлечени и тие стојат во музеите кои не се достапни малтане ни за нас, па ниту за јавноста и за верниците кои ги имаме. Колку што ве разбрав, доаѓаат верници и гости од странство овде да го посетат овој храм? Да, доаѓаат. Имаме, значи нели тоа секогаш се случува посебно со најава, пошто дефинитивно значи околу делот на празнувањето кој ги имаме, значи цркувањето и празнувањето е само со нашите верници кои ги имаме тука. Конче е познато и по населеното место Дедино, кое се смета за најреволуционерното село во државата против Отоманската империја. Мартин Илиев вели дека младите од оваа општина треба да ги негуваат и почитуваат своите историски корени. За мене е чест што доаѓам од едно од најреволуционерните можеби и едно од најстарите села во Радовишко, па и пошироко, и Лаковичкиот регион. Значи, искрено за мене представува задоволство тоа што, пример, кај нас се направени првите бомби за време на Илинденското восстание, кај нас се уште встојува куќата каде што се лееле куршуми за Илинденското восстание, а покрај тоа како поважни историски настан можам да го спомнам и Дединската афера. Значи, сите тие склоп на околности или настани кои што се одвивале во минатото, мене ми прават значи чест, гордост да се кажам од каде доаѓам и каде живеам. Чичко Велин и понатаму на традиционален начин изготвува земјени садови грниња, на кои пак неговата ќерка ги насликуваше со традиционални орнаменти. Работиме бардаци, бардак работим сега, бардајка това.
И други гарнини работиме. Па стомни, тави, тавче, гравче. Од се помалку. Од кога е оваа љубов кон овој занает, гранчарство? Од кога се занимавате? Па од 18 години, не знам, тука негде, не знам баш на памет. На 30 години веќе повеќе го работам. Така. И како е, се троши, што најмногу се троши? Па се помалку, се тражи на пазар, помалку, ма не многу, помалку се тражи, се да имаш. Од секоја производство да имаш на пазарот. А глината од кај набавувате? Глината има тука, глина има у Габровци, има глина, убава глина. Колку време ви треба за изработка на едно грне, не знам, еден експонат? Зависи што е форматот, дали ти е грн, дали ти е бардак. Ако е бардак, те до 5 минути, до 10 минути, зависи како ќе е. Има и некои повеќе, што се поголеми формат, тие се повеќе се залапаш на него. Сам го работите се до тоа? Па сега сам, за сега сам. И ќерката нешто помага, ќерките, они ми помагат, ќерките повеќе. И сите помагат. А вие, дали е тоа главна дејност или нешто друго се занимавате? И нешто друго само, на воа само не може да се издржаваме, тешка работа ќе е. Ви има ли многу гранчари овде во Конче, во општината? Нема ни еден. Вие сте свели? Само ние сме, нема ни еден. Колку години имате вие? Па ние 65. Значи од 35 години вие се занимавате? Да, 30, може и повеќе, да, не знам, сега која година баш почнах. Добре, и како дојде до идејата со гранчарство? До идејата сам себе. Брат ми беше гранчар пред това. И после јас знае го малку од малци да го работам и после самата потреба не треба да бидам гранчар. И така. Зошто да купиме грниња овде од Габревци? Па убави се, секој грниња се квалитетни и глината е таква, не мериса, чиста глина, природно нема ништо химикали. И за това, таа е по-добра глина. И до кога планирате Чичковели? Па додека ќе можеме. Што друго нема, што додека можеме до тога ќе работиме. Што да правиме, така ќе. И за крај, што е потребно за едно квалитетно грне да се направи? Глината. Глината има историјата, ама ипак глината си е глина. Ако издржа на повој температура и как се работи глината, и секоја глина не е за исто за едно. Бардако има друга глина, грнат има друга глина. Исто тавата, за да може да поднесе температурата. И за тие три врсти, ако знаеш да ги направиш. Тавче, гравче во грне е најсладко. Да, тавче, гравче, грне, тава, се. Благодарам. Благодарам аз. Нема голема побарувачка, но за разлика од порано веќе почнаа да практикуваат, значи тави, грниња за храна, значи за варење, за припремање на храна, бидејќи нашата глина е многу квалитетна, дава посебен вкус на јадењето, не е како другите, значи глини што се изработуваат. И затоа е повеќе тражена, јас мислам, од муштериите, значи од клиентите. А дека ги продавате најчесто? Па најчесто Радовиш, Штип, Струмица, Ново село. Има посебни, значи, за верските празници, за Духов ден, за Велик ден. И така, има си посебни празници, значи, кои се продават специјално, например, одреден производ. Така. Треба ли љубов еве како го работите ова? Треба ли љубов кон нешто или не знам? Да, љубовта е на прво место, значи, за мене. Не го работам веќе воe ми е како хоби, но размислам да ми биде главна дејност. Значи, во е претежно занимање со голема љубов, можам да кажам и... Да. А мислиш ли дека некој ќе те наследи, односно еве дечиња твои, веќе имате ли желба кон ова или не знам, блиски некои други останати? Желба има, значи керка ми исто така и она има желба, значи за цртање, за оформување, на
Да. Исто така е како јас што се бавам, нели? Толку не се многу, нели, бават како ние, нели? Ама мислам со тек на времето ќе продолжат да прават и тие некои производи. А доаѓаат ли овде во Габревци да те побарат некоја грне, да ти купат грне? Да. Во Габревци, значи, претежно во летниот период има доста туристи, доваѓаат специјално само за да си купат тука грниња, тави и што ги носат, например, Германија, Швајцарија, значи што се иселени. Иселениците исто така може да кажеме и за нашите, нели? Обично, мајка ми и татко ми се секоја сабота во Радовиш на пазар во саботниот ден. Веднаш до Габревци е езерската сончева населба Мантово. Вистинска убавина, каде покрај езерото никнуваат постојано викендици. Тамо се и влашките колиби и стануваат примамлива туристичка дестинација. Преку проектот за локална и регионална конкурентност, реконструиран е патот од 6 километри што води до оваа населба, а во моментов се работи на изградба на патна улична мрежа, но и атмосферска канализација во езерската населба. Мантово е погодно за езерски, риболовен и рекреативен туризам. Постојат парцели кои се приватни, а дел ќе се продаваат и преку државата. За таму се најуваат и изградба на угостителски капацитети. Ова зад мене е езерската сончева населба Мантово. Има изградено околу 200 викендици. Според најавите на локалните власти, овде наскоро ќе почне да се гради и хотелски капацитет. Со овој начин и подобрувањето на патната инфраструктура во оваа населба значително ќе се поттикне локалниот економски развој во општина Конче. Најпрво да кажам дека минатата недела што току се заврши со изградбата на пат во должина од 6 километри, пат од село Габревци до Брана Мантово, односно до локалитетот кај Влашките колиби. Тој пат се гради преку средства од ЕУ фондовите, односно од проектот за регионална и локална компетитивност за подобрување на пристапот на туристичките дестинации, односно на таква дестинација како што е езерото Мантово. Значи, изградбата на овој пат е и од локално значење за жителите кои живеат, но и од значење за сите туристи кои што ќе дојдат да го посетат езеро Мантово, и покрај тоа исто така овој пат е од значење за развојот, локалниот економски развој на се што гравитира околу езерото Мантово. Значи, како што реков, овој пат е една од активностите, бидејќи во овој проект се предвидени и други активности, како што е и осветлувањето на локалитетот Влашки колиби, и тоа значи еден вид продолжување на проектот од прекуграничната соработка, претходно завршен, успешен проект. Потоа, трасирање и обележување на две нови пешачки патеки, една е од до Чуката, така се ја викаме ние локално, каде што има убав видик, и една пешачка патека од Влашки колиби до манастирот Свети Ѓорги, односно покрај езерото Мантово. Покрај тоа е предвидено и поставување на урбана опрема. Тоа се средства обезбедени од Бирото за регионален развој при Министерството за локална самоуправа, кој што проект се спроведува преку југоисточниот плански регион. Еве уште еднаш голема благодарност на сите колеги градоначалници кои што минатата година го истакнаа како проект приоритет број 1 на целиот наш регион. И сега таму се градат улици во езерската туристичка населба Мантово. И значи со ова ние сакаме како општина да го заокружиме еден вид, да ја подобриме инфраструктурата околу Мантово, и во наредниот период сме во очекување на една приватна иницијатива, најпред приватна иницијатива, бидејќи таму веќе има 200 викендици, има плацови за продавање понатаму, но се надеваме дека во идно време ќе биде отворен некој ресторан, има маркица за хотел, може би изграден и првиот хотел, но тоа останува, знаете, не е во наши можности, останува во рамките на
приватниот сектор. Самата географска поставеност, самиот видик, самата природна убавина, самото шаренило од вода, од шума, планини, езерото, значи дава едно посебно пријатната клима кај што се мешат средоземноморската и континенталната клима, креираат еден убав прекрасен амбиент и се надеваме дека сето тоа во рамките веќе речем на проектот што е преку РЦП, значи и исто така заборав да кажам дека има и промоција, односно со тоа ќе добиеме на промоција и видливост на сите овие активности што се прават околу езерото Мантово, за на крајот да развиеме еден туризам кој што можеби не висок туризам, но ќе речем пред се регионален туризам. Туристи од Штип, од Струмица, од Радовиш, од Неготино, бидејќи има доста иселеници во Неготино тој крај, каде што би дошле да го посетат езерото Мантово, викенд туризам, значи и покрај тоа да се запознат со руралната општина Конче, манастирот Свети Стефан во Конче, убавините, значи морам да ја пофалам во делот и изведувачот и проектната единица во делот. Можеби сме не сега, не сум сигурен, претпоставувам ние сме меѓу првите општини кои што веќе реализира главни активности во овој проект. Значи изведувачот имаше рок до 15 декември да ја заврши асфалтирањето како една од главните и носечките активности. Сега остануваат во следниот период во колку дадат временските активности до нова година да се завршат и останатите активности, но најверојатно поради временските прилики, неприлики, како да кажам, има шанси овие 2-3 активности, иако се помали од обем, да бидат завршени до напролета, односно јас очекувам најкасно до месец март. Тоа што многу битно сакам да напоменам околу овој проект е да искажам голема благодарност до евроамбасадорот Самуел Жбогар, до ЕУ делегацијата, владата и сите оние кои што ни помогнаа околу реализацијата на овој проект, бидејќи вистина беше од суштинско значење и е основа за целиот натамошен развој на туризмот околу езерото Мантово. Рудникот Бучим е еден од двигателите на економијата во општина Конче. Сега, со отварањето на новиот рудник Боров дол, општината ќе добива дури 2/3 од концесискиот надоместок или половина милион евра на годишно ниво, што ќе значи дополнителен прилив за општинската каса на Конче за поголем развој. Годинава 2019 година Бучим одбележува 40 години од своето постоење и 15 години работа во составот на меѓународната компанија Solvay. Значи, значителни датуми, помина 15 години како работи Бучим во составот на Solvay, сите години успешно работи, но сакам да кажам дека во историјата на Бучим, кога е отваран Бучим, било предвидено Бучим да работи вкупно 17 години. Ние годинава одбележивме 40 години. Но, овој јубилеј се совпаѓа со крајот на рудните резерви во Бучим, кои до јули 2020 година дефинитивно завршуваат и ние 10 години порано почнаме со подготовки што ќе биде после Бучим, после рудните резерви на Бучим. Веќе се работи, ги добивме потребните дозволи за рудникот Боров дол, во фаза е на работа, активно се работи на раскривките на Боров дол и таму имаме веќе остварено 10 милиона тона раскривка за да се дојде до рудата. Значи, основниот план е следната година од август месец набнувањето со руда на Бучим да биде од Боров дол. Сега, што ќе значи тоа за Боров дол? Ние имаме капацитет на преработка на руда 4,5 милиона тона, од кои се добиват околу 10.000, вкупно 10.000 тона бакар. И добиваме од 500 до и 900 килограма злато, зависи од тоа колку дала природата.
Тоа е значаен потенцијал, 4,5 милиона тона преработка на руда на годишно ниво. Во светски размери може би не е многу, но во наши размери тоа е значително и ние, иако во светски размери пак велам сме помал рудник, за Македонија ние сме значителен капацитет. Рудното тело се наоѓа 2/3 на територија на Конче, 1/3 на територија на Штип и нешто малку 4% само на територија на општина Радовиш. Бидејќи досега прашавте што ќе се, кои придобивки ќе ги има Боров дол. Една од основните и суштинските придобивки при експлоатацијата на обоените метали, на минералните сировини, обоените метали е концесискиот надомес. Концесија за експлоатација на минерална сировина бакар се плаќа 2% од вредноста на продадениот метал на лондонска берза. Ако кажеме дека ние правиме 10.000 тона бакар, помножено по 2%, помножено по 6.000 груба средната цена на бакарот, тоа се добива отприлика сума 1.200.000 евра допринос за од концесиски надомест, од кои 78% одат директно на локалната самоуправа. Но јас спомнав дека 2/3 на територија на општина Конче, 1/3 на територија на општина Штип, а преработката ќе се врши овде во Бучим, ќе треба да се измени, благовремено да се измени законот за минерални сировини, бидејќи таков случај, колку јас знам, не постои во Македонија. 3 општини да делат едно добро, но од друга страна добро е ако има што да делат. Во секој случај, значајна, само по тој основ, значајна ќе биде придобивката на општина Конче. Ние веќе направивме, можда сте виделе, направивме асфалтиран пат кој оди до рудникот Боров дол и кој поминува низ многу приватен имот. Значи, на локалното население ќе му биде овозможено да до своите поседи доаѓа по асфалтен пат, кој е инвестиција на Боров дол, полесно ќе може тие што се заинтересирани да го модернизираат евентуално земјоделието и така натаму. Во секој случај ќе имате едно благопријатно движење по асфалтиран пат. Рудата од Боров дол ќе се носи со транспортна трака до овде. Транспортната трака е долга 6,6 км. Она поминува исто така, тоа е една инфраструктура исто значајна која ќе даде главно ќе даде добри резултати. Во Боров дол ќе бидат вработени над 250 работника. Боров, бидејќи се затвара површинскиот коп во Бучим, тоа во други услови би било отпуштање на луѓето. Во оваа ситуација поголем дел од овие луѓе ќе заминат на работа во Боров дол. Другите, бидејќи старотната структура не е најповолна, тие што одат во пензија ќе бидат заменети со луѓе од општина Конче или од околината, тие што имаат соодветни квалификации, така да мислам дека се добива едно општо добро за општина Конче. Од друга страна, тука ќе има движење, веќе има движење на луѓе, значи ќе оживее таа територија, ќе има луѓе кои ќе се грижат. Ние мораме и по законот мораме да се грижиме за природата, мораме да створиме соодветни услови за заштита на самата природа. Досега тоа е Боров дол, веројатно и вие како телевизија сте го посетиле, значи тоа е една пустелија досега, сега има движење на луѓе и мислам дека ќе биде, луѓето ќе поминуваат и низ селата Дамјан, населбата Дамјан, ќе има едно општо раздвижување, нема да биде таа една пуста населба. Но, со градоначалникот на општина Конче што имаме разговарано, добро е ако од самиот старт
овие средства кои ќе влегуваат во касата на локалната самоуправа се користат за добро. Најлошата варијанта ако се користат за плати. Тие да се користат за изградба на дополнителна инфраструктура, Конче е сиромашно место, но било каква инфраструктура да се изгради, било какви објекти, ќе значи дека се стварат услови за живење во тој регион, не само луѓето да се занимаваат со тутуни или земјоделие, но да имат можност да и тамо влезе трговијата, да или некое мини производство, различно производство. Мислам дека се стварат доста услови. Колку што ве разбрав, директоре, освен директно ќе има и индиректни бенефити општина Конче со профункционирањето на Боров дом. Потпуно така. И по мене индиректните инвестиции се многу, придобивки се многу битни. Знаете, кој ќе има движење на едно место, од тамо ќе се користат разни превози и така натаму. Предност ќе имат луѓето кои се од тука. Има некој камион, нешто ова што има. Значи, разни услуги, Боров дол ќе продава концентрат во количина од колку 36 до 40.000 тона на година, тој треба да се превезува, пак ќе го превезуваат локални превозници дали од Радовиш, дали од Конче, дали од околината. Мислам, тоа е еден двигател, бидејќи се работи за тешка индустрија и таа тешка индустрија бара доста вклучување на други фирми. Во Конче, секоја година се одржува еден од најсилните турнири во мал фудбал во земјава. Се одржува на Петровден, а многумина велат дека од Конче излегуваат и најдобрите борачи пеливани. Вака пред се благодарност на телевизија ВИС, која ги попунува нашите програми тука општина Конче. Вака турнирот во општина Конче започна далечната 98. Тогаш со мал награден фонд, благодарение на првиот градоначалник, да речеме Ристо Василев, а сега со благодарение на градоначалникот Благо Ириев, кој го дополни турнирот, да прерасне по еден од трите најголеми турнири во Република Македонија. Ова година наградниот фонд стигна до 500.000 денари. Имаше екипи? Имаше 12 екипи оваа година, пошто каснавме со турнирот, не се одржа во закачениот термин кој го правивме од 20 јуни до 12 јули, него започна во септември, каде веќе температурите падна ладно, така да немавме доволно. Беа почнати првенствата во сите лиги или фудбалски клубове, така да оваа година имавме мал број на екипи, али ипак е добро. Се собира ли народ кога какви се надпреварите овде? Гледам дека се инвестира ново игралиште, нова спортска сала овде. Колку може тоа да поттикне да развој на спортот? Вака, значи во Конче нели народ се збира, публика има негде можеби до 1000 гледачи се наѓа на самите трибини. Така да турнирот кај нас прераснува, тоа е единствено народот што може да го види, нели? Тоа е. А колку, сега гледам дека таму ново игралиште, до него спортска сала, колку тоа може да биде во функција на спортот во Конче? Па вака, тоа ќе го потикне младост, ќе потикне младите генерации повеќе да излегат да спортуват, нели? Да ги оттргнеме од оние спортски кладилници, комар или така да прерасне во младите да поспортуват. Тенис, во салата може, значи ракомет, било што да спортуват, да имаме повеќе број на спортски деца. Вака рекреативно спортуваат жителите на Конче? Па спортуваат, али многу малку. Се собираше ли народ на пеливанство? Многу народ се собира и дури честита, реално судили сме. Негде прегласува за најдобар судија и ми дадоа, дури и медал имам дома. А сега, например, да се организира еден ваков турнир, ќе има ли пеливани овде, во Конче? Во Конче треба да има млади деца, имаме ние 7-8 или колку беа и добро се борат. Се уште борат, ама да има такво клуб како заборени и тоа ќе има, и ние ќе помогнеме и деца ќе стигнат подобри борачи во иднина. Да ве прашам, зошто се мачкат со масло или со зејтин борачите, пеливаните? Тие се борат за да не изгуби воопште, сака да не изгуби, ама
Има и на тај начин. Наваѓат борачите и има зафати такви што нема начин како ќе избега. Ако е појак, мора да го топе. Значи, вие сметате дека во Конче може да се направи еден ваков турнир со пеливани? Како не? Може. Може малку да се поврзаме со општината, да се одреде кога на некој ден и да се повика и има народ да се збере. Дури еден ми се јави на мене од Турција, што е у Федерацијата, што се борат. После јас сам не можев да чинувам. Имаме еден у Шведска што работи и он е пеливан. Му дадов на него и он што направи со нив, што разговараше. Што значи пеливан? Пеливан, е храброст, да си јак, да победиш, значи да покажеш пред народот што можеш. Тоа е многу успех. Јас не може да цена мојата сила колку беше кога се борав. Имаше ни пеливани, вика, дај да изгледаме, и вика, ме, ти си јак, ствари, ама по чину јас те поштувам тебе. Да не изгледам, може ке те тоа после ке ти биде срам. И така, многу помина така, со боренето повеќе. И сега на телефонот гледам од Турција што има за секоја година тие најгаките пеливани. Имам ги, ке куцам на годината и ке почнат право. Најдобрите пеливани ги гледам. И правил да ги научим. Нема, не пропуштаме. Законите знаеме и чинуваме. Иако најмала општина во југоистокот на Македонија, Конче се обидува да фати чекор со современите трендови. Гостопримливоста на секој дом, желбата за работа и почитување на традициите ја прави оваа општина посебна, која сака да се унапредува за доброто на сите граѓани во подножието на планината Серта.